Еврокомесарот Филе во Брисел чека сигнал од неговите дипломати за да дојде во мисија во Скопје, дознава Нова. Целта е да се финализира договорот меѓу власта и опозицијата кој предвидува враќање на опозицијата во собранието, а власта ќе прифати локални и предвремени парламентарни избори да се одржат во март. Бранко Црвенковски ја прифати поканата од премиерот Груевски за лидерска средба утре во 13:30 во клубот на пратеници. Црвенковски се надева дека Груевски навистина постои искрена политичка волја заеднички да ги утврдат и реализираат сите предуслови за одржување слободни и фер избори како прв и неопходен чекор за нормализирање на односите. Владеачкото мнозинство во собранието го поддржа владиниот предлог закон според кој премиерот по престанокот на функцијата може да има 6 обезбедувачи, возач и службено возило во време трајање колку што ја вршел премиерската функција. Сега наред се амандманските расправи на двете собраниски тела. Сдруженијето на албански издавачи бара од Министерството за култура од конкурсот за финансиска поддршка да ги исклучи апликантите кои немаат регистрирана главна дејност издавање книги и како оние кои се со некомплетна документација. Реакција и од издавачката куќа Готен, која по 4 години представување на Македонија на меѓународниот саем на книга во Лајпциг годинава не доби средства. Масовниот протест во центарот на Ѓаковица заврши со осуда на постапката на српската власт поради отстранување на споменикот на припадниците на ослободителната војска на Прешево, Медвеѓа и Бујановец. Фрлени се молотови коктели врз зградата на општината во Косовска Митровица, разурнати се 27 споменици во српските православни гробишта во Клокотка и Витина.